Традицијата на македонскиот грб, поточно земски грб, символот на жолтиот лав на црвена подлога, има културен и историски континуитет од 400 години. За македонските грбови низ историјата, но и за тоа кој е вистинскиот македонски грб, говориме со господинот Јован Јоновски од Македонското хералдичко здружение. Добро утро. Добро утро. Вие сте по втор пат во утринската програма Журнал, но не е чест што сте гостин, особено заради тоа што темата е навистина интересна. И актуелно се надевам. Се надевам дека ќе биде актуелно. Јован, вие како хералд во она што го имав како материјал за подготовка на денешниот разговор, тврдите дека сегашниот грб на Македонија, кој што го имаме како официјален државен символ, да кажам под наводници, тоа е мој личен заклучок, едно несреќно решение гледано од хералдски аспект. Зошто? Да, значи тоа не е во прашање моето размислување, туку чисто хералдички земено, не станува збор воопшто за грб. Туку станува збор за амблем кој што е направен по урнекот на грбот, односно амблемот на Советскиот сојуз, по кој урнек се направени сите други социјалистички грбови на држави и на републики, со тоа што еден голем дел од тие држави го имаат сепак инкорпорирано својот земски грб. За жал, Македонија не е тоа случајот. Ајде малку да го проанализираме, ние имаме и фотографија која што го прикажува македонскиот грб, малку да проанализираме кои елементи постојат на македонскиот грб, повеќе од граѓани знаат, меѓутоа не ги знаат деталите и зошто тие од хералдски аспект едноставно не се уклопени или не ја дават вистинската комбинација. Ако има можност, ево. Значи пред се самиот концепт на овој амблем не е хералдички. Јас се обидував да го опишам со хералдички јазик и консултирав многу колеги од светот и не успеавме. Така да останавме на тој опис кој што е даден при донесувањето на грбот. Значи на седмицата од 26. јули 1946 година, кај што вели дека грбот на Народна република Македонија представува поле обкружено со житни класје, во кој што се преплетени плодовот на афион и листовите на тутун, кои што долу, во долниот дел, се обвиткани со лента со народен вес. И во полето се наоѓа планина, од која што тече река, а зад планината се наоѓа сонце. Значи, тоа е отприлика оној дел што е објавен потоа и во Нова Македонија и кој што представува официјалниот опис на грбот. Од техничка страна хералдичка, овој опис не објаснува ништо. Како што спомнавме минатиот пат, за да еден грб да може да биде грб, треба да може да се опише со хералдичкиот јазик, што значи дека секој друг хералдички уметник може повторно да го нацрта. Во конкретниот случај со овој опис можно е секаква комбинација каде што има било каква планина, вода и сонце. Добро, кога веќе зборуваме за грбовите, ајде малку за развојот на грбовите во Македонија, кој е најстариот забележан податок? Сега, кога зборуваме за најстариот обележан податок, ако не го земеме во предвид постоењето на грбовникот на Станислав Рупчич од 1340 година, за кој што досега во историјата и во науката имаше различни размислувања за тоа, значи оној до сега најстариот што се рачунаше беше грбовникот на Коренич Неорич од 1595 година, но во последните пред едно десетина години излезе еден друг грбовник кој што се датира претходно. Значи самите години не се конкретно датирани, но е датиран пред овој грбовник. Значи стана збор за лондонскиот грбовник. Така. Вие во вашиот труд имате и поделба, само еден момент, тоа е Илирска, така беше, и вон Илирска. Да. Вон Илирско влијание и грбовници. Врз база на што се должи таа поделба, која е разликата, ако може малку подетално за тоа? Значи, како што спомна целова ова сега што зборавме за овие грбовниците, тоа се грбовници на така наречената Илирска хералдика. Значи, сите тие грбовници што ги спомнавме, и Коренич Неорич и лондонскиот грбовник се копија на тој грбовник на Станислав Рупчич, кој што не е сочуван или уште не е појавен до денеска, и на него се покажува македонскиот грб. Значи, како што се гледа сега на гледачите што може да го видат, значи тоа е од грбовникот, од лондонскиот грбовник. Од која година е ова?
Значи тоа е нешто пред 1595 година. Не е конкретно датиран. И тоа се значи сите други грбовници што се преписи на овој грбовник се рачунаат за илирска хералдика. Додека во илирска хералдика се сите оние други грбовници кои што не се од оваа редакција на грбовници. Овде гледаме дека лавот како символ е поинаку интерпретиран. Што би значило конкретно, што би значило оваа илустрација? Значи, разликата тука пред се станува збор за уметничка интерпретација. Освен тоа, моментално што се гледа, тоа е од Белградскиот грбовник 2. И единствената хералдичка разлика на овој лав од претходните е тоа што тука има опашка која што се двои, одвоена опашка или наречена хералдиката форше. Така, вие имате и едно појаснување кое што вели поза ремпан, ако не се лажам. Да. Што точно значи, основната поза на лавот, како животно, е рампа. Значи, она што ние го нарекуваме исправен лав. Дали е тоа карактеристика за македонскиот лав? Специфика? Тоа е една од спецификите, да, значи може лавот да биде во друга, да речеме лавот на Англија, трите лава на Англија се во поза пасан гардан, да речем технички термин. Што би значило тоа? Тоа значи дека е во слободен превод, тоа значи тоа е лав кој што оди и кој што гледа со главата свртен кон гледачот. Токму така, меѓутоа сите тие символи си имаат свое значење и поврзано со самата територија, со историјата на таа држава. Не толку нужно, туку сите тие пози се направени со цел за да се разликуваат грбовите еден од друг. Затоа што лавот како еден символ кој што најчесто се употребува, затоа кај него е многу битно. Значи дори опашката е битна. Значи иако е целиот лав ист, опашката ако се разликува, се става друг символ. Така. Сифонски периодот на Александар Македонски е една многу неистражена тема, како што вие велите. Се работи за дел од 9 достоинственици, така јас некако го преведов. Значи таму среќаваме еден грб. Кажете ми кои елементи се среќаваат таму? Тоа е интересно што грб поврзан со Македонија, односно со Александар Македонски, како една од најсветлите, да речеме, ликови или најпознатите, постои уште од 12 век. Значи, постои еден еп кој што е англосаксонски и кој што зборува за тие 9, како ги преведовте вие? Достоинственици. Да, 9 достоинственици. Тоа представува еден три триплети, всушност, од добри евреи, добри пагани и добри христијани. Во тие паганите се спомнати големите, значи, тука е Хектор, тука е Јулије Цезар и Александар Македонски. Во грбот, кој што се покажува на Александар Македонски, секогаш е представа на лав. Сега се разликата е во тоа што покрај рампан, значи на исправениот лав, има и други, значи пример лавот како што е сега прикажано, лавот е тука со секира, значи. Како може да ја појасниме оваа илустрација? Значи таа илустрација е од 1394 година. Значи едно 200 години пред постарите грбовници што го имаме. Значи сепак станува збор за некој континуитет. Иако значи ова што го спомнавме е грб кој што му е атрибутиран на Александар Македонски. Нели Александар Македонски нема да зборуваме дека носел грбови затоа што хералдиката станува многу подоцна, но било практика на тие големи ликови од историјата да им се припишува грб. Може ли да зборуваме за континуитет на лавот како символ? Апсолутно, апсолутно, да. Значи лавот не е непознат символ на овие простори, почнувајќи од најстарите времења, јас познат е фактот и неоспорен дека на оваа територија имало и лавови во комбинатото, и лавот е чест символ и на неколку римски легии кои што биле од овој период. И продолжуваме преку грбот на Александар Македонски, стигнаме до грбот на Македонија, значи континуитет постои. Да. Господин Јуновски, последни развојни фази, погледнавме различни типови на грбови и ќе имаме можност уште малку да ги проследиме. Кои елементи се менувале, а кои се постојани во сите приказни на македонските грбови? Значи, сега, веројатно, поголемиот дел од луѓето не ги забележуваат тие разлики, но сепак една хералдичка анализа може да се види. Значи, разликата е во самиот стил. Дозволете да ве прекинам, ова е предпоставувам грбот кој што е најпознат за сите македонци.
грб за кој што и се дискутираше во собранието, меѓутоа ќе зборуваме малку при крај на... Значи, тоа е представата на грбот од грбовникот Коренич Неорич, на 1595 година. И специфично да речеме за него е класичен златен лав на црвена основа, кој што има црвен јазик. Тоа е битно исто така во хералдиката да се каже. Така, со хералдички термини тоа е наоружан црвено. Тука е разликата тоа што круната е издигната над главата. Тука е тоа мал проблем, значи хералдички земено. Ако лавот е круничен, тогаш круната треба да лежи на главата, но во овој случај круната сепак ја следи линијата на главата и тоа може да предпоставиме дека тоа не представува друг посебен символ, туку дека е намерата била да лежи на главата, значи да биде круничен лавот. Тука опашката е обична, една опашка. Има прикази интересни каде што буквално има надписи, каде што се трга надпис од Македонија и пишува дека, се дозволете колку што се сеќам, Турчинот ја зема круната. Ако сум точно ако се сеќавам, значи има и одредени грбови кои што буквално го ја опишуваат и моменталната состојба. Значи станува збор за стематографијата на Павле Ритер Витезовиќ, кој што е испечатен 1701 година, и тука Павле Ритер Витезовиќ отстапува малку од илирската хералдика, затоа што дава еден нов критички освет. И тука тој ја прави таа замена, значи го менува блазонот, каде што веќе не е на црвено златен круничен лав, туку става црвен лав на златна основа. И без круна, и затоа нели во текстот долу што вели во поемата дека Турчинот ја однесе круната. Ја само накратко, сме кратки со времето, малку да го појасним оној момент со Бугарија и со грбот кој што бугарската држава сега го има како свој земски заштитен символ. Се работи за промена на боите, концептот и ако може малку историски, кога тие го прифаќаат ова решение? Значи, ова решение тие го прифаќаат со првиот свој устав, значи со Трновскиот устав од 1879 година, кога тој грб станува официјален грб на Бугарија. Дали претходно имале некаков заштитен земски символ кој би различен од тоа или? Во илирската хералдика символот е цело време ист, значи освен тука редакцијата на Павле Витезовиќ, тоа е црвен лав на златна основа, исто така круничен. Освен и тие имаат нормално како сите други народи што имаат вон илирска хералдика, се јавува исто така и грбови кои што се поразлични од тоа. Најпознатиот пример е да речеме три црни лава во од кои што гледаат на гледачот на златна основа. Значи сличен концептот е хералдички ист како англискиот, само што таа боите што се разликуваат. Значи црн лав на жолта основа. Така. Ајде малку да се навратиме на сегашната состојба. По прогласувањето на самостојноста на Македонија па се до денес, овие 70 на години, имаше неколку обиди, ќе речеме неуспешни за изгласување на македонски грб, различен од оној за кој што зборувавме досега, кој е се уште официјален заштитен знак на државата. Тука е предлогот на ВМРО ДПМН, кој што пред известен број на години беше даден во собранието, тој е предлог на архитектот Грчев, ако не се лажам, и предлогот на тогашните социјалдемократи за така наречено словенечко решение. Ако може накратко само малку да ги појасниме. Значи до сега најчесто повторуваните предлози се од една страна од ВМРО и другите што се да речеме десно ориентирани партии условно, а тоа е поставување на ваќањето на земскиот грб, додека од другата страна се социјалистичките партии кои што бараат едно словенечко решение. Што тоа би значило? Ова е под наводници. Што би значило? Тоа значи да се направи оно што направи Словенија, а тоа е да се земи грбот од социјалистичко време и да се стави на штит. Со таа разлика што веројатно многумина од нас не се свесни дека тој грб како што е сега, дека тоа не е чиста интерпретација, туку тој грб се сретно и од порано. Значи тебе хералдички одговара, зборуваме за словенечкиот грб, одговара на принципите на хералдиката. Да, значи принципот на историчност го запазува затоа што тој грб е користен како амблем на знамење на неколку ослободителни движења. И конечно, како хералди човек кој се занимава со оваа тематика, секако според вашите истражувања, кој треба да биде денес и кој е всушност вистинскиот единствен македонски земски символ и зошто во една реченица?
Во една реченица, затоа што имаме историјат, значи од 400 години на македонскиот земски грб, ако го продолжиме и на грбовите кои што се од Александар Македонски, зборам средовековни грбови, тоа се уште 200 години. Значи имаме еден континуитет од 600 години на постоење на еден грб кој што е земски, кој што е поврзан на Македонија, и не сметам дека има било каква причина тој континуитет да се прекине, затоа што ниту една од нашите соседни земји не го прекинувале тој континуитет. Така. Значи тоа е македонскиот лав, онака како што го видовме на интерпретацијата со круната. Иако искоментиравте дека графичката интерпретација на Грчев е добро решение. Она што сега го има, предпоставам како еден знак и партијата ВМРО да помага. Не, за жал, знакот кој што беше на Грчев сега го зема Светскиот македонски конгрес. Но тоа е според вас добро решение? Тоа е добро, но сепак ќе мора да се бара друго решение, затоа што тоа веќе е употребено решение. Значи ќе мора да се направи значи ќе мора да се направи еден конкурс не за идејата на грбот, туку за чисто ликовното решение. Така. Добро, ви благодарам за гостувањето во утринската програма Журнал. Секогаш актуелна и интересна тема. Мислам дека им дадовме и насока и одговор на граѓаните околу тоа кој е вистинскиот македонски грб. А како што знаете, почитувани гледачи, продолжуваме со содржините од историјата и грбовите. Одиме кон ракометот и спортот. Анита? Спортот одиме, меѓутоа морам да го прашам најнапред господин Јановски. Минатиот пат кога бевте ни објасните, ајде уште еднаш значи објаснување за нашите гледачи што е ова што го носите, како се викаше, значи тоа животно што е на вас, крстот што означува, пеперучката, дали таа има некоја своја посебна символика во целокупниот ваш израз? Значи повторно уште еднаш, ова е табард или официјалната наметка на Хералдот, која што го на себе го представува грбот на хералдичкиот авторитет, во конкретно случај Македонското хералдичко здружение, и представува хипокамп, значи пола конј, пола риба, сребрен хипокамп, кој што во раците држи вкрстени златно перо и златен пердув, символи на занаетот на хералдите, и ова се поврзува со Александар Македонски, значи не од грбовите, туку му е припишан, додека крстот што го носам е еден од атрибутите на хералдите. Другиот позначајниот елемент е хералдичката палка, со која што хералдите секогаш се служеле за покажување на грбови, за почнување, завршување на војни и при другите останати дипломатски функции. Благодарам за опширното објаснување. Така, Александар пред малку ме праша за ракометот. Следната информација, знаете дека ќе се игра утре ракомет, а Агенцијата за млади и спорт ја наградува машката, односно ќе ја награди машката ракометна репрезентација со